трпен живот е ова, бре, пријател. Барем за едно магаре да имавме да го спечалевме. Не вака да се мачиме со товар на нас. Побратиме, поголеми магариња од нас двајца нема. Мора да ти се плукнам во животот, Амалски. Не знам ни до кога ќе ме држат ова плекиве. Ајде. Не зборувај така. Та плекиве се се што имаме. С краја да е тие ако попуштат после, кој ќе не рани, побратиме? Како не бевме на среќен ден родени? Таква ни била звездата. Ама ајде, може кај нас тој ден допрва доаѓа. Дај Боже, побратиме. Може ќе не огрее среќата. Дај Боже. А после ќе видиме од големото добро утро. Си велам, не едниот од нас да му се отвори среќата, така и другиот ќе има. Така е. Ако на еден му се посреќи, тогаш ние двајцата ќе се офајдиме. Ако имам јас, тогаш имаш и ти, пријателе. Верувам дека е така, пријателе. И јас исто. Та зар малку маки видовме по сокациве со товари што се за магариња претешки. Да се биде амал со некого, не се заборава. Прав си. Туку ај ние да видиме дали нас самалите ќе не огрее среќа. Ќе не огрее. Амалска среќа. Цвето! Стојне, ајде влези. Не сум за влегување. Ти носам малку брашно. Вчера мајка ми донесе мало вреќуле. Да не видам солза. Ако имам јас, имаш и ти. Ме разбра? Да си жива и здрава. Да не беше ти, не знам денес што ќе јадевме со коца. Не бери гајле. Тука сме, наши сме, се што имаме ќе поделиме. Ќе ти вратам веднаш штом ќе им. Не, никако. Ти го давам алал да си јадете со коце. Благословена да си Стојне. Господ среќа да ти даде. Амин. На сите да дава. Туку мене ми се пече лепчето да одам, да не ме кара после трпе ако загори. Верно велиш. Ајде. Бог се најубаво да им даде. Туку ајде јас да си го замесам лепчето. Тебе, едно мене, едно. Тебе, едно мене. Едно тебе, едно мене. Тебе. Не си му толку? Трпе, ова што е малку е. Побратиме, коце не ми зборувај. За тој товар што го влечкавме, трошки ми фрли. Жи ми се да ти кажам право, јас веќе вреќи не кревам. Ќе си го барам чарето. Види. Еј, Вреки. навистина вреќи. Некој си ги има заборавено. Ги нема заборавено, ги оставил намерно. Го мрзело да ги однесе до дома и тука се на патов сега. Што мислиш? Што има во нив? Ајде видиме, а? Тука има орис. Овде има граф. Море трпе. А ние да ги... Што? Да ги земеме, море трпе. Дома. Велиш? Ами оти да не. И онака по цел ден на плејкиве товар носиме, така? Е сега вака нешто и дома ќе однесеме. Арно велиш, пријателе. Арно велиш. Само уште самар ни фали сега да ги однесеме. Не огре амалска среќа, побратиме. Ајде. Море ова гравов не да тежи ко камења да носам. И оризов. Ама ми неко полесен ми се гледа тоа оризот. Епа, побратиме, ние дома секако сме повеќе по гравот.
Ако сакаш, да земеме да се замениме со врекиве. Па може. Оти јас многу орис јадам. А и полесно ми се гледа вреката. Ајде, Ајде. ајде, земи ја ти ова. Ова. Не. Јас ќе го земам гравот. Баш да видам дали е полесен. Ова. Ова тешко било исто така. Еми ти реков јас. Ајде. Цвето мори! Цвето! Коце, домакине, што носиш? Ајде не зборувај многу, врекјава треба внатре да се внесе. Леле, колку е тешка. Што има во неа? Орис, Леле, орис. орис има. Хапирим, домакине. Ајде, треба да се јаде. Од кај ти е? Ајде не прашувај многу. Ајде, Ајде. Леле, орис. леле види ја. Ајде мори. Море, домакине, машала, што носиш куќи? Жено, нема да ти се верува што најдов. Што, граф? Од каде знаеш дека е граф? Навистина е граф? Граф е? Ја дека многу ми се јаде, затоа така реков. Домакине, злато да донесеше немаше олку да се радувам. Фала му на Господ и за гравот, а и за тебе што го донесе дома. Да е жив и здрав оној кој што го има заборавено на сокакон. Што е брева, домакине? Која бре Стојно? Леле, колку е тешка. Да видиш како ми е по цел ден. Како амалувам. Ке се изнајадеме, оривче. А бре што е ова? Што? Жено мори. А бре што е ова? Цвето, жено мори. Коце, мажо мој. А бре што е ова мори? Грне, мажо мој. Што е ова бре, домакинке? Камен. Бре, амалска среќа. Добро, како не се сетив да погледнам да го извадам каменот. Значи, навистина сум едно големо магаре. Добро е, голем е каменот, ама пола вреќа е со граф. Така е, да не го срдиме Бога. Утре здравје да појдеме в црква, да однесеме малку од него. Да одиме. А убаво ми рече Коце. Ми вели, побратиме, некако ми се гледа тешка вреќава. А јас мислев дека тој само се жаре. Штом сте ја носеле со Коце, тогаш пола нив да им однесеме, а? Домакинке, не бери ти гајле, јас и Коце се договоривме. Тој зема цела вреќа полна со орис. Ајде, да ја тргнам. Вреќата. Оба. Еј. Што ти, домакине? Ај. Што е работава? Ау, нешто ме фати, половината ме фати. Оу. Тука долу од грбот. Баш кај половината. Злато е. Злато е, домакине. Вистина е злато, Цвето. Само си дојде. Само си не најде. Наша среќа е, домакине. Знаеш ли, мори ти, Цвето, што значи олку злато во едно грне, а? Не знам. Еве го гледам и не знам, домакине, не знам. Дај да го видам. Господи, фала ти, Господи, за добрината што ни ја прати. Домакине, утре и сутрина рано ќе појдеме в цркви. Да оставиме пари, да оставиме златници за сиромашните и да се заблагодариме на Бога за добрината што ни ја прати. А мори ти,
Не си човек ни 2 златници да ти даде. Одма ќе ги потрошиш. Не сме даделе на сиромашните. Никому ништо не давам. Ме разбра? Некој тропа. Кој е сега? Богдан на комшиката. Јас си реков да дојде да ја дадам чај. Мајка и нешто не е јарна кутрата. Никому врата да не си отворила. Ме разбра? Никој не смее да дознае за ова. Никој. Зошто, бре, домакине? Нема да ја отвориш врата. Зошто, бре, домакине, што ќе правиме? Прво, да се подумаме што ќе правиме со златото. Што да правиме со златото, бре, домакине? Нешто ќе продадеме, ќе си живееме убаво. Нешто ќе дадеме на сиромашните. На кој сиромашни мори? На нашите, на ближните. Цвето, јас никому ништо не давам. Ме разбра? Тоа да ти биде јасно. Аман, бре, домакине. Откако го грабна Грнево, друг човек се стори. Да не си мрнал од тука. Од тикоските ќе ти ги искршам. Разбра? Ако си ваков, ти не си за злато. Доста. Ете така. Ме излажа домакине. Не ти помина половината. Ме фрка од време на време, ама не е страшно. Ќе помине. Туку вака си велам јас. Утре е недела, Божји ден. Откако ќе појдеме в црква, да замесиш ти едно лепче и да појдеме кај Цвете и кај Коце. Ќе им однесеме малку и од гравот. Ја тоа си мислев, ама не ти реков. Ме засекира со половината. Да си ми жива домакинке. Греота се. Ние немаме што немаме, ама тие ептен се за жалење. Може требаше дома да си седиме, а? Ќе се качиме сега кај побратимот, ќе одморам. Да, да. Цвето! Трпа и стојна се. Трпе и стојна. Да им отвориме, тие се наши луѓе. Што? Слушај вам. Да не те видам веќе со такви луѓе кафиња да пиеш. Ме разбра? Што збориш, бе, црни домакине? Зар така зборуваш за трпа и за стојна? Какви трпе и стојна, мори? Копуци. Ме разбра што ти велам или не ме разбра? Цвето! Си тука. И компот убаво што заедов, таман сите заедно ќе го пробаме. Ама каде се денеска? Да не излегле некаде. Да немаат некоја мака? А и Цвета денеска па ич не викна ни за кафе, ни за ништо. Само не дал Бог да се случило нешто. Да си одиме или... Еми ги нема. Да си одиме. Срам да ти е. Доста, мори. Кај ти паднала секирата во медот, уште се жалиш. Како можеше да не ги пуштиш трпе и стојна? Не ми требаат тие копуци. Копуци. Заради тие копуци имаше денови кога имаше што да јадеш. Ама имаше и денови кога останав гладен. Тој трпе секогаш трчаше пред мене и ми ја земаше работата пред нас. Како да не? Тој е вреден човек, работи. Ти беше тој што не можеше да стане од кревет. Ти мисли си што сакаш. Среќава мене ме чекала. Ке видиме до кога, домакине. Ке видиме. Ке те покриjem, ке се стоплиш. Од ракијата што те намачкав, од топлината, утре ке бидеш како нов. Гледај да е така, домакинке. Оти останавме без леп. Не бери гајле. Сега можеш неколку дена да одмараш. Имаме брашно, гравот, компот ми донесе мајка. Таман можеш душа да собереш на раат. Ајде. Спи сега, утре не одиш никаде.
ова кај побратимот мој? Чорбаджи? Чорбаджио? Што бараш ти овде во куќата на мојот побратим? Ами јас овде си живеам. А кој си ти? А каде ми е побратимот? Твојот побратим го нема. Коце? Коце, ти ли си, бе? Јас сум. Еј, машала. Јас нешто се фатив во половината. А 3 дена не сме се виделе, па си велам да дојдам да видам што си, како си. Ама гледам кај тебе, голема среќа се навртила. Што се навртило кај мене? Како што? Погледни се. Голем чорбаджија си се сторил. А ти што навака? Зошто дојде кај мене? Дојдов да ти речам да не ме чекаш утре за аргатење, дека нема да можам. Неем да се размрдам малку, неем да видам како си. Ама изгледа и ти нема да одиш утре. Не одам. И случај вам утрпе. Немој веќе да ме бараш. Не разбра? За аргатење? За ништо. Ма што ти е, бе, пријателе? Мене немој да ми викаш пријателе. Ајде, сиктер сега. Вакви опинчари како тебе, неќам да ми се шетаат низ дворов. Ајде, сиктер, Побратиме. сиктер! Ама побратиме. Лел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 el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 
како ќе се довлечкам назад. Убаво ми велеше стојна моја, седи дома, не оди никаде, ама ете, не ја послушав. Трпе, јас кај вас тргнав. И јас од кај вас доаѓам. Што е оваа работа со Коце? 3 дена не сме се виделе, а како 3 животи да минале. Не знам, Трпе, ми се мрдна домакинот. Видов. Ама од каде тој така наконтен, од нигде никаде? И од каде кај вас се така убаво, богато, скапо? Од каде ви се насмеа таа среќа? Не знам дали е среќа, Трпе. Не знам. Ама во вреќата беше. Лелелелелелелелеле. Што ти е, Трпе? Лелелелелеле. Полека, Трпе. Ај. Полека, Трпе, што ти? Лелелелелеле. Како жив дома ќе се однесам. Лелелелеле. Ајде, не зборувај така, полека. Полека, ајде, држи се. Целиот сум укочен. Ајде, никој не набрза, ајде, полека. Полека, Трпе. Не можам да се исправам. Лелелелеле. Ајде, Лелелеле, полека само. ајде, издржи. Ај. Ајде, ајде. О, лелелеле. О, лелелелеле. Што ти се стори, бе, домакине? Ајде, стој на побрзо да го легнеме на креветот. Лелелелелелеле. Се укочив целиот. О, не можам половината да исправам. Ајде, лежи, ќе земам сега ракија, ќе те намачкам, ќе те покријам, ќе ти поминам. Ајде, јас ќе појдам до дома и ќе донесам чај. Овие што ги напазарив се за вас. Ајде, Да се жива, Цвето. иш да не се секирате. Ајде, се враќам одма. Кај си, мори ти? Нели на пазар ќе одеше? Зошто си празна? Бев кај Трпе и кај Стојна. Кај нив оставив се што напазарив. Трпе е тешко болен. Со се го фати половината. Нели ти реков, со нив да нема дојди ми, појди ми. Разбра? Срам да ти е. До вчера со тебе го делеа лебот. Мене ќе ме слушаш што ти кажувам, оти стапот ќе заигра, јасно? Срам и арам да ти е.
братот Светаич не ти помогна? Домаќине мој. Чув за некој човек, може да ти ја излечи половината. Кој е тој? Некој мито од другото село. Мајчице мила. Домакинке. Зарем не гледаш дека јас не можам да поидам ни до прагот од куќава, а не до соседното село? Ке го викнеме, тој ќе дојде. Ај ќе дојде, ама со што ќе му платиме? Нема човекот така за нас да се ака по патиштата. Ке се снајдеме. Ке пуштам Абер да дојде. Иако бара пари, ке најдеме. Се ке направам домајкине мој да си ми жив и здрав и исправен на нозе да те гледам. Слушај, Вано. И не стои на поскали, ќе се качи горе. Трпе, ич не е јарен. Само ако направиш некоја брука, има да те оставам и цело село има да ти се смее. Ти ли ќе ми кажуваш, мори мене, а? Кај се видело жена да командува ваков домајкин како мене? Ти некако многу брзо како да заборави кој беше голем домакине. Еве да те подсетам. Амал. Ни збор повеќе да не слушнам. Празна главо. Празна глава. Празна главо. Празна глава. Да. Не знам јас кој е овде со празна глава. Тоа се наши луѓе, имаат мака. Ни збор повеќе да не слушнам. Ти кажав. Ке влезе и ти има да ја услужиш и да ја ислушаш. Ме разбра? Влези, стојне! Седи, седи, ајде, јас одма ќе ставам кафе. Не треба кафе, седи. Не, Седи. не треба. Седни, стој. На колена молам за 3 златници. Толку бара мито човекот што може да го излечи трпе. Ке ви измеќарувам до гроба. Аман, коце, само ти можеш да го спасиш трпета по братимот твој. За тебе јас сум чорбаджи коце. Стадине! Се имам заречено дека јас пари не давам. Не за друго, не сакам на зборот да си погазам. Таков ми е табиетот. Коста! Проштевајте. Само да беше обратно, трпе никогаш вака не би направил. А и знам дека сте се смениле со вреките. Моја среќа тоа беше. Море да даде Господ да се врати времето и трпе никогаш да не ти ја дадеше вреќата. Ајде оди излегувај, не туку ми дроби тука ладна попара. Што, ме исплаши ти мене сега, а? Ова нема да ти трае долго, да знаеш. Оди мори таму, ти ли ќе ми кажуваш мене? Море има една ровија да те удри, да ќе се чудиш што ти нашла. Стојне! Причекај, стојне! Почекај! Земи. Земи ќе ти се најдат. Ни збор да не чујам. Добро? Јас сум тука за што и да ти треба. Ќе поминам приквечер и трпета да го видам. Господ здрави да ти даде. И тебе и на сите. На сите. Така е, така е. Не знам што да речам, маш ми е. Само како да заборави кој беше. Не знам кој е чаре да го барам. Фала ти за ова. Никогаш нема да ти заборавам. Доста. Ќе ти ги вратам. Ни збор, ни збор. Јас сум тука. Ајде, ајде, оди, трпе да не те чека. Ајде. Ајде, ќе поминам и јас кој ќе појде овој вмејана. Ова грабов не да тежи, ко камењ да носам. И оризов. Ама ако полесен ми се гледа тоа оризот. Кому што му се паднало, тоа ќе си носи.
Амалска среќа. Реков да не стануваш, лежи. Лежи, ке ти се скрши половината, лежи. Што е омрежено, кај сум јас? Дома си, бре, домакине. Кај да бидеш? Што се случило? Побратиме, не бери гајле. Денес доаѓа Мите од другото село, да ти излечи. Пратив ме Абер уште завчера. Не знам како ќе ви се одолжиме за оваа работа. За тоа ни збор да не чуем, та ние сме како фамилија. Нека ви се најде. Ако парите можат да го спасат човека, ние ќе дадеме се што имаме. Така е. Ајде, после ќе тоа однесеме и на сонце. Дурго чекаме Мито. Побратиме, ич не секирај се ти, се ќе биде во ред. Таа Амал да се биде со некого не се заборава така лесно. Дури тогаш човек знае како е да се биде во неволја и знае дека треба да се помага. Амала в кал не остава. Си имал голема амалска среќа, побратиме. Кај го изнесам? Ајде, полека. Јас ќе те префатам. Полека, само внимавај. Ајде.